Го гледате на новото издание на емисијата Спорт информатор на ТВ Ирис, спонзорирано од облажувалници Барса. Останете со нас. Нов пораз, четврти оваа сезона запиша шампионот Јувентус, пошто остана во долниот дел на табелата. 2 победи поред врз Милан, што значи барем за одреден период задржување на тренерската функција за Синича Михајловиќ. И тие резултатите од синоќишното надпреварување од 10-то коло во Серија А. Аталанта Лацио 2-1, Фросиноне Карпи 2-1, Верона Фиорентина 0-2, Милан Киево 1-0, Наполи Палермо 2-0, Рома Удинезе 3-1, Сасуло Јувентус 1-0, Торино Дженова 3-3. Колото вечерва ќе го комплетираат Самдорија и Емполи. Англичаните за кандидатурата за Мондијалот во 2018 година потрошиле 21 милиони фунти, од кои 2,5 милиони биле добиени од граѓаните, а сериозни суми пари потрошиле и земјите кои поднесоа заедничка кандидатура Шпанија, Португалија, односно Белгија и Холандија. Детално ќе го истражиме она што го рече господинот Блатер. Меѓутоа, кога е тој во прашање, ништо не може да ме изненади. Ако каже, ние ја сакавме Русија, тоа изгледа дека било договорено пред самото гласање, односно дека гласањето било наместено, рекол Грег Дајк, првиот човек на англискиот фудбал. Блатер за турската агенција ТАСС изјавил дека од почетокот било планирано Мондијалот да се одржи во Русија, а дека светското првенство во 2022 година требало да се одржи во САД. Меѓутоа до пресврт дошло кога Платини, суспендираниот претседател на УЕФА, ја поддржал кандидатурата на Катар. Ку сериозни пари за своите кандидатури за Мондијалот во 2022 година потрошиле Австралија, Јапонија и Јужна Кореја. Во 2010 година разговаравме околу светскиот куп и тогаш донесовме двојна одлука. Мондијалот во 2018 да го доделиме на Русија, бидејќи светскиот куп никогаш не е одржан во Источна Европа, а во 2022 година да се вратиме во САД. Така би имале светско првенство во земјите кои имаат најголема политичка моќ. Се беше во ред до моментот кога тогашниот француски претседател Никола Саркози одржа состанок со принцот на Катар, кој сега владее со оваа земја. Платини тогаш кажа дека би било добро да одиме во Катар и тоа ја смени ситуацијата, рече Блатер. Се Блатер против кого швајцарското обвинителство води истрага, истакнува дека не постоеле никакви пречки Русија да не ја добие кандидатурата за Мондијалот во 2018 година. Жеравица со селекцијата на Југославија освои злато на светското првенство во 1970 година и злато на Олимписките игри во Москва во 1980 година. Со Југославија има и сребрени медали на Олимписките игри 68, светското првенство 67 и европските првенства во 69, 71, како и бронза на светското првенство во 82 година. Како клубски тренер, 4 пати поред го предводел Партизан, 71 до 74, 76 до 78, 86 до 87 и 95 до 96. 2 пати бил тренер на Црвена звезда, од 1980 до 86, од 96 до 97, а бил предводник и на Барселона, Пула, Наполи, Сплит и Казерта. Последниот тренерски ангажман го имал во сезоната 2002-2003 на клупата на Сарагоса. Пред 6 години Жеравица преживел инфаркт, пошто му биле вградени 3 бајпаси, а во февруари оваа година му бил вграден уште еден стент. Во 2007 година е примен во куќата на славните на Светската кошаркарска федерација. Гледате Спорт информатора, сега е време за блок реклами. Оклахома во комплетен состав со Дюрент и Весбрук славеше над Сан Антонио со 112 наспрема 106, иако во последната четвртина влезе со негатива од 7 поени. Блискаше на овој меч Весбрук со 33 поени и 10 асистенции, а помош во нападот доби Дюрент 22 поени и Кантер 15 поени и 16 скокови. Најефикасен во поразениот тим беше Ленард со 32 поени. Најдобриот кошаркарски учинок го имаше бекот на Портланд
Меколум, кој во триумфот над Портланд 112 наспрема 94 постигна рекордни во кариерата 37 поени. Ѓоргиев во дисциплината минус 74 киклајд го победи со 3-0 представникот од Бугарија Радослав Славчев. Со овој настап Ѓоргиев го обезбеди бронзениот медал. Тодорова во минус 60 килограми киклајд во настапот со хрватската представничка Ката Саре беше убедлива и со тоа таа стигна до медал. Успешен ден има и Маноиловска. Во минус 69 килограми киклајд го победи Рамил Агабеков од Украина и Кристина Стојчевска со минус 55 килограми киклајд против унгарката Габриела Буса, која е вице-шампионка од последното европско првенство 2014 година. Стојчевска извојува ефективна победа од 3-0 и се пласираше во осми на финалето. Во рингот на К1 дисциплината Александар Наумовски минус 71 имаше тежок ден. Тој имаше две борби против двајцата фаворити во неговата категорија. Во осми на финалето со нокаут во третата рунда го победи мароканецот Лазрах Мохамед. Во втората борба за противник го имаше Марцин Крит од Полска, каде што мечот заврши со прекин во втората рунда поради повреда на Наумовски со која се здоби во првата борба. Бобан Илиевски, минус 71 килограм, лоу кик се сретна со Ванелин Јанков од Бугарија. Илиевски, кој за прв пат настапува на сениорското светско, загуби на поени. Петар Вилков, минус 67 килограми лоу кик. За противник го имаше белорусинот Андрија Хахмионак, кој е актуелен светски првак и кој победи со 3-0. Денес настапи ќе имаат Александар Димовски со бразилецот Ричард Јакоб, Александар Најдовски со хрватот Лука Симич во ринг, а Ненад Маноиловски со Сачин Шаримин од Велика Британија, Милан Кубин со Матиус Јерешич од Полска и Кристина Стојчевска со Еленија Ничелио од Италија на татами. На шампионатот учествуваат 669 надпреварувачи од 52 земји од 5 континенти. Гостите од Белорусија уште во првите 7 минути од мечот поведоа со 0-5. Потоа Вардар се подразбуди, но гостите сепак на полувреме заминаа со предност од 4 гола. Во второто полувреме Вардар успеа да израмни на 19-19, но тоа беше се што домаќините сторија. Мишков се врати во водство и го задржа до самиот крај. Најефикасен кај Вардар беше Алекс Душеваев со 6 гола. По 4 постигнаа Брумен и Циндрик, а по 3 Манасков и Македам. Арпад Штирбик имаше 9 одбрани. Во гостинскиот состав најефикасен беше Растко Стојковиќ со 8 гола, а по 4 постигнаа Кристопанс и Бобичев. Уште еден наш представник, Макс Струмица, долго време беше рамноправен во мечот со Никсе Нашице. На крајот сепак доживеа убедлив пораз од 23-17. Нашиот вице-шампион одигра квалитетен надпревар, во кој беше рамноправен противник. До 50-та минута, тимот на Андонов водеше во првите 10 минути од средбата, а потоа предноста мина на страна на домашниот тим. Рамноправно беше и во првата половина од вториот дел, си до 16-14 за Никсе. Потоа дојде до пат во играта на Струмица, па противникот постепено стекна недостижна предност. Кај хрватскиот вице-шампион Халиловиќ постигна 5 гола, а кај Струмица се истакна Чизмовиќ исто така со 5 гола. Голманот на Струмица Благо Четрајковски одбрани 18 удари, но тоа беше доволно само за чесен пораз. Во израмнет надпревар вчера вечер домашните кошаркари дури во самиот финиш на мечот успеа да го скршат отпорот на гевгеличани, кои во еден момент од третата четвртина имаа 8 поени предност. Со 19 поени, Дамјан Стојановски беше најефикасен играч во редовите на МЗ Скопје. Ѓорѓе Дреновац беше стрелец на 16, додека Марко Љубичик постигна 11. Кај Кожув Алексеј Нешовиќ со 19 поени беше најдобар поединец. На другите 3 дуели беа постигнати следниве резултати. Карпош Соколи Куманово 90:83, Пени Индустри Работнички 79:82 и Бест со Струмица 68:91. Велчанецот се наоѓа во англискиот град каде поседува клуп и од каде ќе започне снимање на филмот. Првата епизода од документарниот филм ќе се однесува на дел од неговиот живот и на клубот Салфорд, каде тој има 50% собственост од акциите заедно со колегите од легендарната генерација на црвените ѓаволи Ники Бат, Пол Сколс,
и Гири Филиневил. Салфорд е градот каде Гигс беше забележан како дете од сер Алекс Фергусон. Првата епизода од документарниот филм BBC ќе ја објави денес. Дуелот со Франција ќе се игра во тренинг комплексот Петар Милушевски од 13 часот со оглед дека младинската селекција е во игра за највисок пласман во битка и за место на Европското првенство. ФФМ ги израмни надежите со сениорите, па влезницата чини исто како да гледаме сениори. Интересно, сениорската селекција на 12 ноември ќе игра во Црнагора, а на 17 ноември со Либан во пријателски мечеви, па куќата на фудбалот стави блок билети на двата меча. Надежите против голските петли ќе го играат дербито во групата со оглед дека и двете селекции досега по 3 кола имаат 6 бода и се на 5 негатива од Исланд, кој пак има 2 меча повеќе од двете селекции. Дуелот кој е шанса уште еднаш избраниците на Благоја Милевски да покажат дека се најголемата и последна надеж на македонскиот фудбал во овој тмурен период во кој Атимот доживува најголеми срамови, а останатите младински селекции се заковани на дното во квалификациите. Тоа беше се во ово издание на емисијата Спорт Информатор. Со нови спортски информации се гледаме повторно утре.